Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во новото издание на магазинот Вечерва со Слободан Томич. Имам чест и задоволство да го представам мојот вечерашен соговорник. Тој е професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург. Професоре, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Да бидам искрен, професоре, и ве имав ова една година во континуитет кога дефинирам како идеја, како проект да ве поканам, но и голем предизвик да ми бидете соговорник, бидејќи ценам пред се многу ми представа предизвик кога имам соговорници кои се тешкаши, ќе речам, на интелектуалната сфера, не куртоазна фраза, туку ја кажам врз основа на вистината и врз основа на јавното мислење. Човек кој навистина дарува живот, здравје пред се на луѓето, се бори за нивниот живот, има емпатија према пациентот, а тоа е суштината и сршта на еден лекар. Но еве, Божја волја беше денеска, 16 ден од месецот август, во Богородичните пости, да ја реализираме вечерашната емисија. Како сте ми? Добро, се чувствувам пријатно кај вас. Драго ми е дека сум поканет кај бардот на македонското новинарство, кај човекот што лично познава светски големи политичари, филозофи, општествени работници, а зашто имавме прилика да видиме низ целиот овој спектар на ваши емисии. Навистина е чест да се присуствува овде. Сметам дека на некој начин понатаму ќе се бара карта повеќе да се влезе во емисијата ваша, затоа што поканивте толку добра една плејада на интелектуалци и вистински големи луѓе, што јас сум навистина многу пријатно изненадан и не само јас, сите луѓе со кои што комуницирам. Благодарам, професоре. Знаете зашто? Секој сака да има комуникација со луѓе кои се на исто ниво, на исто равнище, кај што можат да се чувствуваат сигурни во делот на нивото артикулирање, не импровизирање, не на, простите, народен сленг, меѓутоа умилкување, додворување за да создави лажна представа и перцепција. Секој сака да биде вреднуван, дефиниран и, да речем во секој случај, представен како што доликува. Вие сте, реков професор доктор, и важите за еден од најиминентните кардиохирурзи во регионот и пошироко за државата Македонија. Не би сакал воопшто да спомнам. Што е тоа за вас? Што представува тоа за вас? Најпрви ви благодарам на убавото представување и убавите зборови. зборови. Да. Факт, ја. Што би представувало за мене тоа? Тоа представува многу труд, многу работа, многу алтруизам, нели? Многу голема заљубеност во професијата, жртва, пожртвуваност. За да сето тоа се постигне, меѓутоа за да нешто се постигне, се разбира, треба да се сака да се работи тоа и како што многу пати сме споменале, нели, сакајте го она што ќе го работите и нема да работите. Професоре, важите за еден од најминентните кардиохирурзи во Европа и регионот, да речем, пред се. Јас се зимам, не е тоа да е скромно, меѓутоа фактот говори. Вие сте еден од ретките кардиохирурзи кој има сертификат, диплома, која важи и можете да оперирате, речиси, на целата планета, освен во некои 2-3 држави кои не ги прифаќаат тие дипломи. Не видете, тоа секоја земја има своја лиценца. Да. Вие веројатно мислите на Европскиот борд, нели? Да, Европскиот борд. Секоја земја има своја лиценца и кога имате лиценца од некој борд, многу полесно може да се нострифицира во некоја конкретна земја. Во тој смисол, разбирате. Инаку секоја земја има посебни, не се тоа посебни услови, меѓутоа мора да пројде секој стручњак кој што ќе работи особено на западот низ некоја процедура за да ја потврди својата лиценца било каде, да работи од каде да дојде. Да ви кажам искрено, имам еден дел од емисијата посветено за вас и вашето студирање и вашите перформанси во секој случај како студент, како еден врвен експерт, но дозволите ми, верувајте ми, за вечерашната емисија успеав да обезбедам еден сет на прекрасни изреки и мисли врзани за токму професијата, каде што најважниот синоним и главен збор е неговото височество срцето како најважен орган на организмот, на телото на човекот. Ако ми дозволите, јас би дал еден сет неколку ваки мисли од познати светски мислители, како Блез Паскал, вели срцето има своја причина кој разумот не ги знае.
Да. Да, прекрасно кажано. Мудроста е во срцето, затоа што велат помалку паметните зборуваат само со уста, многу паметните зборуваат со мозок, а мудрите зборуваат со срцето. Значи, мудроста и емоциите и душата е практично во срцето. Од друга страна, Калил Џибран вели, убавината не е во лицето, убавината е во светлината во срцето. Точно. Светлината во срцето зрачи со светлина на целата индивидуа, нели? Што значи дека би можело да се протолкува како адекватно, нели? Ја, ако ми дозволите, ми се допадна изреките, верувам и на гледачите во секој случај почитувани, тоа се убави изреки кои вам ќе ви користат во животот и да направите една убава анализа. Чести предизвик ми е што каже мене професор доктор кардиохирург кој го има срцето најблиску и најмногу студиозно го познава од сите нас, секоја чеси тука се неговите колеги кои се нормално и тие се експерти во работата, но еве сакам вака според изреките да даваме на аналогија на една паралела како вие би ги коментирали како кардиохирург. Љубовта е како солза, се раѓа во очите и паѓа во срцето, една чешка изрека. Колку сте мотивен, професоре? Вели еден мој добар пријател, ќе бидам искрен, ќе објавам. Бог да го прости, вашиот татко беше мојот добар пријател, професор доктор Јордан Јовев, со него имав реализирано серијали, емисии на радио, кој бев и на телевизија, македонска и други телевизии, велеше со една. Лекарите се, синко, нема чувство. А особено хирурзите мора, ако многу се емотивни, како ни ќе оперираат, викам, професоре, како може така? Да, нема емоција. Меѓутоа, викам, не, човек кој има, мора да има емоција. Еве, што би коментирале на мојот драг, уважен професор доктор Јордан Јовев, кој навистина беше и ќе остане секогаш во историјата на македонското здравство и универзитет. Добро, тој знаеше да ги контролира емоциите и да остане бескрајно присебен секогаш. Тоа оди и со професијата. Убаво е што го спомнуваме. Да, убаво и заслужува што го спомнуваме. Токму така. Тоа оди и со професијата, нели, но и со конституцијата на личноста, затоа што така човек со моќен ум знае да се исконтролира и знае да постојано биде онака како што треба. Јас за себе би рекол дека сум малку различен, јас сум навистина емотивен и понекогаш и не знам да ги контролирам емоциите, меѓутоа емоциите што се однесуваат до работата, се учите да ги контролирате. И тука нема збор. Емоциите кога сте во хируршката сала и кога сте во сериозни интервентни моменти кои што живот значат, се разбира дека може да ги контролирате и се учите да ги контролирате, нели? Но би рекол дека сум емотивен и таа емотивност некогаш многу ми пречи што може понекогаш во дадени моменти и поинаку да се злоупотреби, поинаку да се протолкува. Да бидам искрен. Што и мене ми се случи практично во текот на скорешниот минат период. Не би сакал да го задржам на тоа, јас ќе дојдам до тоа прашање, бидејќи професоре, ве гледам вас, се гледам самиот себе си, зошто ќе кажам? Кои се плаши од успешните, од професионалците, од сигурните во работата, се плашат и што се слабичи, изфрустрирани и недоречени, односно недоживеани во смисол на зборот на врвот кој се нувале. Но, да додиме уште со некоја изрека, ако ми дозволите много. Вика, блажен е оној што има солзи, срцето не му умрело во тоа, познатиот Алекса Шантич, кој имаше доста песни, кои пееме некојаш на вечеринки. Така. Тешко е кога човек ќе остане без солзи, знаете. Има луѓе кои што се жалат. Не му помагат ни тие вештачки солзи, па ќе му создадат проблем после во видеото и така нема нека дефиниција дали може да има визија и така натаму. Професоре, да бидам искрен, многу ми е драго кога во годината од 365 дена секој ден си има своје значение. И срцето има свој ден, тоа е 29 септември. Како се организира? Дали се посветува внимание на јавноста за висока фреквенција на болести на срцето и крвните садови? Па да, имаше. Обично Министерството знае да организира ивенти, нели, на неколку места низ Републиката, кои што се посветени на Денот на срцето, каде што колеги лекари даваат одредени
совети, нели, каде што има А колку пациентите ги слушаат, тоа е прашање. Па сега колку пациентите ги слушаат прашање, колку ние ги слушаме, инаку во светот главно Што се должи таа некултура, ја ќе се изразам, некултура на непочитување, на собственото здравје, неодговорност, ни на контроли да се оди, ни на режим на исхрана, да се однесува и за мене малцета, и на начинот на физичка активност и се тоа. Видите, тешко е да се каже на што се должи тоа кај нас. Меѓутоа се должи на генералниот сплет на околности и на земјата во која што живееме, која што со децении некако тапка во место, затоа што најсовесните луѓе практично, еве ќе видиме по разни индекси кои што го дефинираат квалитетот на здравствената услуга во светот, нели има повеќе индекси. Гледаме дека особено по северните земји како Норвешка, Шведска, Холандија, Исланд, нели се земји каде што практично имаме најмала инциденца на некои заболувања кои што зависат, нели, од начинот на исхрана, од начинот на живот, од стресот, нели, и така натаму, затоа што кога говориме за стресот, работата не е таа што ни врши стрес. Нели, невозможноста да се делува, да се поправат одредени ситуации кои што ни значат не водат кон стрес, а не самата работа. Со други зборови, точно има нации кои што во својата практично култура и субкултура, нели, имаат апсолутна грижа кон сопственото здравје и еден од основните показатели за тоа колку еден здравствен систем е добар, нели, е токму и превенцијата и инциденцата на заболувања, нели? Професоре, убави уште некои пораки, наверувајте ми, убави да ги споделам. Познатиот Салвадор Дали вели, рајот не е горе, туку во срцето на човекот. Убаво кажано сега, јас не би можел нешто посебно да искоментирам, меѓутоа, нели, и кога ќе одите некаде на другиот свет, станува, велиме, душата, а душата ако е во срцето, тогаш рајот завршува дека е во срцето. Може и Сара Бернарда ја спомнеме. Не можам неколку седен сет, верувајте ми, просто викам ова е за професор. Инспирирани, да. Срцето е богатство што не може да се купи или продаде, туку да се даде. Дали сме луѓе кои навистина умееме и сакаме да го подариме таа љубов, тоа кога ќе ти го подарам срцето, не се мисли на љубовта само, значи се мисли на тој алтруизам, на човечка димензија, на хуманост, не на ставање сопки, не на омраза, не на лицемерие, не на најдолни работи. И гледате, така треба да биде, нели? Така треба да ти иде и така е замислен концептот на човековото битие. Меѓутоа, не е така. Живееме во доста токсична средина, што може би и специфично доста и за нашата земја, знаете, средина која што на некој начин ви ја дренира енергијата. Како Марс, прочитав од еден автор, металург и астрофизичар, вели, толку е непристапна средината на Марс, нели? И толку ви одзема енергија, толку имате чувство, барем овие кои што го посматраат, нели, дека зрачи со негативна енергија и дренира едноставно енергија, нели? Токсичната средина човекова е таква, не правиме многу за да ја поправиме истата. Од каде и на што се должи тоа? Дали генерално на негативната селекција на луѓе, нели? Дали генерално на тоа дека никако не можеме да созрееме како општество, нели? Не знам, но во секој случај од прилика тоа е тоа, знаете. Да. Ајде, уште три остана убави. Милан Кундера вели, таму кај што срцето зборува, не учтиво умот да ги додава своите приговори. Не може да додава своите приговори. Да. Па не може, затоа што моќта на зборувањето на срцето е многу поголема, да. Еве, да го спомниме и Николај Велимировиќ вели, луѓето кои не можат да ги контролираат своите срца, уште помалку може да ги контролираат својот јазик. Дали тоа што веќе речат, велеше мојот татко, Богу прости, го ќе го спомнам, како Чико Јордан, го што го спомнав и татко ми Станислав вели Слободан, не само до 10, една минута, што до 60 изброј. И верувај ми, секој ќе победиш. Значи, таа жута минута се носи. Во смисло на зборот дека контрола и самоконтрола. Има луѓе кои се родени да се траблмейкери, да создават кризи, да создават нервоза, тоа им е храна. Да гледат како луѓето страдаат, како се нервираат, како едноставно и конечно
колку луѓето се среќни кога некој пати. На што се должи тоа, професоре? Ве прашувам како професор, доктор и од кардиохирургија, меѓутоа како лекар. На што се должи тој однос на таква злоба кај луѓето што е? Видите, есенцијално секој човек во себе може да носи и носи добро, нели? Меѓутоа, тоа се должи токму на една таква токсична средина, нели, која што во крајна мерка, во крајна инстанца, нели, се базира сепак на една негативна селекција генерално. Што сакам да кажам? Да. Дека доколку има негативна селекција, нели, доколку постојат фрустрации, постои многу полесно ширење и индукција на негативната енергија отколку на позитивната енергија. Имате луѓе кои водат, кои се лидери и каде што и практично лидерството е конципирано како акција и пример, нели? А не е конципирано како наслов и позиција. И многу потешко се следат позитивните примери отколку негативните примери. Значи, негативните примери и особи кои што се полни со фрустрации, често и безпотребни фрустрации, нели, треба да се загрее малку со столчето за да се постигнат некои работи, нели, а не се случуваат работите преку ноќ со скокови, нели, со крупни чекори, толку треба. Со лаптење, со додворување, со шпионирање. Така. Токму тоа сакам да кажам, токму таа негативна енергија врши полесна индукција во околината отколку позитивната енергија. Да, нашиот наслов, пардон, простете, изкажете. Да. И потоа тоа се шири, ме разбирате, и сите оние кои што на некој начин имаат тежина, имаат позитивна енергија, на некој начин се тргаат на страна и сето тоа веќе станува репер и за новите генерации, нели, одредено однесување станува репер и сето тоа се продлабочува за да почетокот и за да нешто поправиме е се потешко и потешко, така да тоа е еден тип на криза на општеството на кое што мора да размислуваме. Јас се надевам дека, нели, ќе треба сите да се потрудиме да го на некој начин тоа надминеме и да го поправиме. За да биде здраво општество треба да се ослободиме од луѓе кои навистина се има диагноза која, ќе речам диагноза која навистина пречи на општествениот развој. Професоре, темата за вечерашниот магазин ми дојде. Наистина, имам доста добри пријатели и со кого комуницирам, разговарам и да разговараме на таа тема, ја ќе опознам мојот драг колега и пријател Зоран. Да, Зоран Дабич, тој ми е една голема пријателска врска, со кој имаме допирни точки во новинарство и во дипломатија и се тоа. И ве поздравува, знае дека сте мој соговорник, вие сте голем ваш фан и во секој случај. Велицове, јас мислам дека навистина професорот заслужи и го доби она што ја има добиено 13 номерска награда, што навистина ме е почит. И тоа е само еден дел од вашите постојби, што е мал за дел, да речем, за се тоа што направивте. Свети Климент, ќе ни кажете вие што се добивте. Салиеризмот во кардиохирургија. Почитувани, зошто го дадов ова? Познатиот Антонио Салиери бил италијански композитор и диригент уште во 18 век. Тој беше еден од најважните, најпрочуени музичари во тоа време. Но секој сака да биде како некој што е над него. Беа добри пријатели со Моцарт. Но Моцарт, почитувани, е божествена дарба. Гени, виртуоз. Салиери блед, без талент, просечен, што копне да биде како Моцарт. Ама не може. Така, ова не случайно го давам како една анализа, споредбена, дека луѓето кои се слабичи од душев карактер, ментална матрица, посегнуваат со секакви инструменти, со секакви ниски ударци, за да бидат тоа што не можат да бидат, пошто нема дарба. Бог ви ја дава дарбата, Бог не милува сите нас, ама ги одредува луѓето кои се тие треба да бидат лидершип. Вие сте лидершип во бранжата, без куртоазност, пренесам ставот на народот, ставот на пациентите ваш. Еве, како би го дефинирале наслова што е салиеризам во кардиохирургијата, ве молам? Па видете, генерално треба да се дефинира салиеризмот, нели, затоа што сите го имаме гледано филмот. Да. И
во вистинскиот живот Салиери не сакал да го убие Моцарт, меѓутоа бил преголем медиокритет. И медиокритетството на Салиери го самоуништило Салиери, а медиокритетството околу Моцарт го уништило Моцарт, нели? Така што медиокритетството е генерален проблем во многу општества, нели? Меѓутоа сето тоа треба да се на некој начин да се модифицира, моделира, да секој си го најде својот пат, нели, да секој има како се вели место за секого, почит кон секого, нели, а сепак некој треба да води и да биде лидер, нели? Затоа што повторно лидерството е во суштина акција и пример. Не е наслов или позиција. Јас сум се обидувал цел живот да дадам пример, имав негативен некој момент кој што беше така испрезентиран, интерпретиран, тоа е токму заради мојата емотивност во даден момент. Сметам дека ништо не сум сгрешил, меѓутоа ете некој некогаш сака да го тоа прикаже. Тоа е удбашка метода. Ако сакате да некого нападне така атакувате, дискредитирате, че се послужите со удбашки методи. Жртви сме сите ние на еден систем во кој се имаше една контролирана, не случајно намерно го спомнува, контролирано унапредување, односно напредок. Пази, овој не сме да оди напред многу, мора по глава да го удриме. Точно така. Тој не сме. Зашто бре не сме? Тоа е денеска, ако се согласувате со мене, зборам и во прво лице. И во прво лице. Јас сум, значи, еден пателец као и вие, ако сме, простете, што се земам за право. Значи, никој не сака да бидете подобар од него. Ќе ми дозволите само еден цитат да цитирам. Вели, сведоци сме за нова генерација, наши деца, обично се наводници, што се намножиле, а кои се водени од салиеризам, конформизам и опортунизам. Фотелите се најважни, звањата незаслужени, со одење на преку трупа по краткиот пат, кој не бара многу напор, ама дава какви такви резултати, тоест бодови, а не нужно вредни научни достигнувања. И сите се стресни дека некој не почне да бранува и да ја разголува сликата со лажен интелектуален елитизам. Ми даде за право овој цитат, кој јас навистина со љубов го земав и ја го апострофирам и го артикулирам во вечерашното издание на магазин со вечера со Слободан Томич. Редно е и еднашка треба да се стават на вакви луѓе кои на еден нечесен, лакташки, подмолен, удбашки начин сакат да поминат, да јадат во вистинска смисла зборот живи луѓе, како новинарска забелешка Зоран Заев, што некој се закануваше и го стори тоа. Тој со еден прст направи делит на цела нација. Тоа јас го коментирам, вие не го коментирате. Како да го доживате се тоа што овој цитат беше и апропо вечерашната емисија домова? Значи на луѓето кои без... Така, сега ќе ви кажам повторно, не е цитат, меѓутоа еве некоја мисла, луѓето што се навистина паметни следат идеи и остваруваат идеи. Така. Луѓето кои што се просечни, нема врска, мислам да не се, генерално тоа се нечии мисли, се вели се занимаваат со ивенти, со случувања. А оние третите, нели, се занимаваат со други луѓе. И додека оние што сакаат да влечат и создаваат идеи и следат некои идеи и ги остваруваат, нели, овие третите практично се занимаваат со нив и се занимаваат со тоа да некому ги скратат крилјата. Не е убаво тоа, генерално не е убаво и меѓутоа од друга страна, пазете, во едно организирано општество, нели, во општество каде што има концепт, систем кој што се следи и каде што има континуитет и каде што има некој да застане одгоре и да каже ова може вака, ова не може вака, не би требало такво нешто да се случува, особено на клучни места во општеството, важни клучни места во општеството. Јас искрено се надевам дека сега полека ќе поправиме некои работи, затоа што мериторството и мериторниот избор генерално на кадри е тој кој што треба да не извлече како нација која што сме мала и овде треба малку луѓе на вистински места, а се карикатура од држава сме, бидејќи не превладува системот медиот, што спомнате, и некомпетативноста.
Така. Значи погрешни луѓе на Така. на високи функции, Така. на многу сензибилни и сензитивни, места кои значат живот, значат сигурност, значат здравје, значат политика, значат економија, значат безбедност. Значи ред е да се врати авторитетот, дигнитетот на македонскиот експерт, стручњак народ. Че согласите со мене? Да, така е. Професоре, така, можеме тука еден брек да направиме со оглед дека одиме вториот топло Може, време. секако. Ви благодарам. Со оглед дека сте еден човек кој си ја обожавате музиката и одев со ваша преференца. Мојата екипа, Така. Иван Алексова и Огнен Димовски, се заедно со нас и Кристина Томич, мојот Секако, асистент. да. Еве, јас се замолам да одиме со првиот брек и препораката на професорот. Да ја слушнеме. Да, убаво брейк направиме, професоре. Што беше ова? А тоа беше господинот Степан Хаузер и Лара Фабиан. Гледам да се моите омилени, љубите да. на убавата музика. Да, апсолутно секаква музика слушам и љубител Да, сум. човек кој сака музика, тој го Така, сака. и сопругата и ќерката свират клавир, мојот покоен татко се свиреше
Да, чека, не сум знаел за тоа дека професор. Да, страшно музикален беше и свиреше Па се. тоа е. Да. Биолошкиот потенцијал е во континуитет и дарбата се знае. Секак и Божја волја и дарба што вам ви ја пренесе. И љубовта е битна. Ако ми дозволите, реков дека сме веќе во богородичните пости, не ви е прашал, тоа е ваше, простете дисциплици, но браво. На секого, но морам да го спомнам човекот кој беше голем не непријател, не го прифачаше Христа. Името беше Салве. Меѓутоа, кога увиде дека направи грешка, кога нечи ги христијаните се преобразил. Што и на сите нас е многу битно да имаме преобразва. Отизнаеме некојаш неконтролирано да ги дефинираме енергиите во негативен правец, да ги канализираме, а тоа резултира со негативна фидбек. Но зошто? Од тие љубовта ја заборавивме. И ќе ми дозволите само најкратко, во посланието на апостол Павле, и тој ја воспојва моќта на љубовта која априори е за нас во секојдневниот живот. Вели, ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. Вели, ако имам дар за пророкување и да ги знам сите тајни, сите знаења, и ако имам сета вера, така што да преместам, нешто не сум. И ако го раздадам цел свој имот, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, а ми ползува. Љубовта е долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува љубовта непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло. Љубовта не се радува на неправдата, а се радува на вистината. Љубовта се промолчува, се верува, на се надева и се трпи. Ова е интересно. Љубовта никогаш не престанува, а другите дарби, ако се проштева, ќе се остранат јазици, ќе замолкнат, ако е зашто делумно знаеме дека делумно пророкуваме, но кога ќе дојде совршеното, ќе се острани делумно. Вели апостол Павле, кога бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудов како дете, а сега, кога станав маж, го острани детското. Зошто сега гледаме како во огледало? Нејасно, но тогаш лице во лице. Сега знам делумно, но тогаш ќе сознам цел самиот, наполно познат. И конечно, а сега остануваат овие три. Верата, љубовта и надежта. Но љубовта е најголема од нив. Мораше професоре ово послание, ова порака на апостол Павле што ја кажа за љубовта, бидејќи љубовта знае да размести планини. Зошто ја немаме љубовта меѓу нас, народот? Ја заборавивме љубовта меѓу нас, народот, од разни интереси, од, како што предмалку ви бев кажал, од една беспотребно токсична атмосфера, може се поинаку да биде, апсолутно, нели? Имаме ли можност да си подадеме рака, да си помогнеме, да си простеме? Вели и свети апостол, свети Јован Златус, вели, човечки е да грешиш, а воопште по-христијански да бараш прошка. Дали не ви побарал некој прошка што ви сгрешил во животот? Или дали вие простивте, или вие побаравте прошка? Видете, за некои работи во животот досега, нели, покрупни проблеми во смисол на и професионални и така се случувале, каде што едноставно тоа биле процеси во кои што, нели, не сте со оние особи кои што на некој начин го издействувале тоа што ви се случува, па не сте можеле тет-а-тет, нели, да си простите или да кажете нешто. Во секој случај за поситни работи многу е тешко да се проштева, потешко е да се проштева отколку да се прости некому, нели? Секогаш кога некој сакал да му простам, јас сум простувал и сум бил среќен што ќе ми приде да му простам и тоа толку ме исполнува. Така е. А од друга страна,
да се побара прошка е многу потешко. Ви велам за крупни работи што се случиле и да сум сакал, не сум имал можност, за поситни, секако дека со оглед дека еве направиме еден брейк, овој дел второто полувреме, да речеме, од емисијата од магазинот, не ми преостана ако не ме прашам од основата. Важите за еден многу амбициозен студент, кога почнавте, дека ги преполагавте испитите, не сакавте. Да, јас имам висок просек, меѓутоа не од тоа дека сакав да ги наредам оценките да бидат високи, но беше желба. Едноставно знам дека сум сигурен тоа што го работев, го учев, го направив и сакав. Вие велите, на младите не им би им порачат да сонуваат, зашто со ништата се остварливи, да учат однесување, култура и еснав од постарите. Дали тоа го правате денеска? Тоа е проблемот, што се помалку и помалку го прават. Нешто се должи професор. А не знам зошто. Затоа што во наше време, знаете, беше сосем поинако. Од воспитувањето, домашните услови? Видите, повторно ќе кажам, знаете, и родителите на денешните млади луѓе се луѓе кои што растеле во едно време кога имало голема почит. Апсолутно. Кога основен концепт бил почит кон постариот, почит кон интелектуалноста, почит кон честниот, нели? Секако. А зошто се денешните деца така? Да, има навистина деца кои што знаат да почитуваат, меѓутоа грото не. Дали се понесени од една погрешна атмосфера, од погрешни репери, од погрешни примери, нели, што повторно наназад ќе се базира на генерално една негативна селекција во општеството, најверојатно е тоа причина, можеби понесени од однесувања од сите оние медиуми со кои што се во постојан контакт, нели, кои што ги гледаат, но во секој случај ни оддалеку не е како порано што се однесува до почитта и што се однесува до алтруизмот, но јас сум вечен оптимиста и се надевам дека и младите ќе се вратат на вистинскиот пат. Еве одат снимки некои кои успеа да го обезбедам, благодарам на медиумите кои веќе објавија, но задоволствен беше. Ова значи кога бевте студент, значи бевте секој што е дружелюбив. Да, ова е слика во вашите студентски години. Сашко Јовев во исти фит изглед. На што се должи? Значи водите сметка вашиот изглед? Па видете, може би и не толку, јас повеќе пати сум кажал кога ме прашале дека знаев многу да спортувам, сега во последно време не толку, меѓутоа тогаш кога сум имал периоди да многу работам, нели, тоа е тоа што ве одржува. Секако дека треба да се внимава на храната и јас сум малку тука кампањец, иако веќе планирам да се посветам на тоа дека треба да внимавам, нели, на исхраната, малку и генетиката игра некоја улога тука, така што генерално во текот на животот работата, спортот и генетиката во одржуваат. Јас тука ќе замолам мрежите дека може тука плочката, тоа сум јас, бидејќи говориме за вас. Со оглед дека реков дека студент имаше просек 9,45, висок просек, покажавте, значи, сте професор доктор кој не сте унифициран во еден смер во професионалноста, значи поминавте еден, може ви еден да кажете, и што се поминавте? Да, видите, беше специфична и мојата едукација со оглед на тоа што, еве, на крајот заврши со кардиохирургија, која што исто повеќе пати сум кажал да сакам од самиот почеток. Јас завршив во математичката гимназија Корчагин и некако ни беа отворени сите врати, нели, од право преку електротехника, преку машински до медицина и така натаму. Избрав медицината можеби заради кардиохирургијата и целата технологија што навлегуваше тогаш во медицината, меѓутоа, знаете, во Македонија тоа го немаше, бев некако задоен со идејата за тоа, се вработив на клиниката за тораковаскуларна хирургија, која што беше матицата каде што требаше да се направи основата и каде што требаше да се направи кардиохирургијата, меѓутоа патот беше низ општа хирургија, торакална хирургија, субспециализација во странство по кардиохирургија и така натаму. Да биде широк. Да ви кажам искрено, јас си земам за право, кога ќе видам некои доктори, ќе зема, да, тоа е веќе слика кај што веќе сте наградени со еден висок, меѓу една од многуте награди бевте Свети Климент, ова е 13 ноември, но како и да е, сепак професор доктор треба да биде еден со широк диапазон, значи широк хоризонт на познавање. Имаме доктори кои зема
Тоа е јавно мислење, да ви кажам искрено, што навистина срамота зборам во вечерашниот магазин, кај што навистина не е убаво и да ти е страв да одиш на преглед. Простете, али народна забелешка и забелешка на самите пациенти. Не знаеш бидејќи гледаш дека е one way traffic, во едно насочен. Да ја нема, ако го прашате конкретно за друга дијагноза или нешто што, значи е затворен. Дали тоа значи дека немаме со отварање на многу универзитети, многу факултети, немаме квалитет? Тоа секако. Квалитетот е многу паднат. Министерката, ја и честитам, сака да направи исто ревизија. Така, да. Сака да направи ревизија, навистина е можеби токму затоа многу и паднато и нивото нели на студирање. Иако порано имавме навистина помалку еден укин го имавме, ама имавме многу подобар квалитет, но и тоа се должи на тоа што знаете како непосредно после војната, Втората светска војна, имавме професори кои што беа школувани во тој период надвор, нели? Потоа тие дадоа првата генерација, и тоа и странци имаше, потоа дадоа првата генерација на наши професори, сето тоа имаше тежина, за да потоа како се зголемува бројот, нели, и како доаѓа новото време, сето тоа малку се разводни. Факт е дека сме во една малце понезавидна состојба во моментов и треба да се направи ревизија, нели, на многу работи што се однесува и до школството и особено до високото образование и до бројот на факултетите и до начинот на станување на нели на наставник, на професор и така натаму. И јас исто професор морам да кажам, просто да се вазам збор, меѓутоа ме радува што за премиер на Македонија имаме педагог, професор доктор, кој е во образовниот систем, тоа господин Христијан Мисковски. Имаме професор доктор, министер за образование, госпоѓа Весна Јаневска. Точно така. Која дефинитивно, значи не се тоа некои дојденци кои зема во некои ковбојски, простете, може би сленгот не одговара вордингот, меѓутоа на еден ковбојски начин дојдоа до дипломи, до докторати и сето она. Така, тоа се луѓе со класична тежина во својата едукација и затоа може да се очекува навистина сериозна промена во позитивен смисол. Резултат по основ на живот, на здравје. За секој успешен маж стои успешна жена. Да. Јас тука би ја замолил режијата, имаме убави фотографии, таа е госпоѓа Ана, која заслужува внимание и респект, мој личен, со оглед дека се познавате. Да, се познаваме. Сепак можете да кажете, сепак вашата госпоѓа е, можам реже, ве молам таа слика кај што можеме да јавноста да ја запознаеме, да ово е прекрасен тренинг, тоа чуе тука и малечката. Ова каде сте сликани? Ова е во Лондон, да. Во Лондон. Да. Госпоѓа Ана е архитект. Да, тоа е архитекта и магистар по архитектонски науки, која што значи таа се бавеше со доста работи, нели, во архитектурата, во даден момент се специализираше за изградба на болници и ги доби сите лиценци во земјите на галф, нели, каде што и полагаше за инженер за изградба на болници. Така да тука е високо специализирана, нели, иако се бави и со интериер, и со високоградба, нели, во даден период, бидејќи работел и по градежните фирми, работеше и во бетон, работеше. Љубовта со Ана е љубовта со кардиохирургија, така можам речам. Значи имате една има симбиоза тука, ние растевме, како јас ние се сретнавме кога веќе јас бев оформен хирург, нели, општи торакален хирург, и како го почнав патот за кардиохирургија, така и ние бевме заедно, нели, се земавме, така да оној раст во кардиохирургијата ме следеше постојано. Каде одев, таа ме следеше постојано, меѓутоа компензираше со тоа што ќе се адаптира таму, особено велам во земјите на галбот, каде што ги исположи сите и ги доби сите овие лиценци, а во меѓувреме, нели, бавајќи се доста и со фотографија, и со сликарство, и со сликарство, и со дигитално сликарство, дури и стана председател на како се вели, Сдруженијето на фотографии на Сдруженијето на фотографии, Америчкото Сдружение на фотографии, директор за Југоисточна Европа, да. И доби награда, да. Професоре. Тоа се слуша и доби награда. Имаме експерти на еден меѓународен светско ниво, меѓутоа во Македонија не му се дава простор. Доби награда во Сиена, нели, каде што бевме, и знаете вие кога бевме, мислам дека и фотографии бев испратил, прва награда во одредена категорија од 60.000 фотографии. Браво. Прва награда од 60.000. Тоа е како Оскар за фотографите во 10 дисциплини, во една од тие дисциплини. Секој чест, комплименти. Да. Малецката? Малата е веќе гимназија, во гимназијата нова е, да, и така.
Прва Како се година вика? заврши, се вика Матеја. Матеја, поздравуваме Так, Матеја. и можна се интересира за Дали природните науки. иде по стапките на тато или на мама, да речем? Па некаде во средина, доста интересираат природни науки, малку повеќе така на кај техника, технологија и така, но ќе видиме како ќе биде, да. Виделите, учевте од бардовите на медицината во тоа време. Има една слика кај сте се со ваши колеги. Тоа е убаво, значи да немаш страв, да учиш зането, да го печеш од тие што знаат повеќе од тебе. Кај што ќе ти бидат компас, ќе ти бидат еден светилник во кој ќе одите. Што значи тоа? Тоа значи, што значи тоа? Тоа значи да ја сватите суштината на жртвата која што треба да се направи, да го сватите концептот на учење и однесување. И да сватите некои мудрости. Например, професорот Турина ми беше рекол многу одамна, 96-та година во Цирих, хирургијата е во главата. Да. И кога ќе велите, нели, колку сум талентиран, да, има талент, секако дека треба да има талент, не, меѓутоа главата е таа која што раководи раката, главата е таа која што го дава концептот. Да. Меѓутоа, ќе ми дозволите одат кадри кои што вие сте во историјата влезен за првата кардиохирургија во Република Македонија. Точно така. Коментирате ова, што мислите, ова се дела. Да, точно така, видите, голема историјата на формирање на кардиохирургија, затоа што не се немаше, таа последна се разви и во светот е последна развиена, кај нас воопшто немаше, на универзитетот му требаше, на клиничкиот центар му требаше, се боревме со години. Јас некако во дадени периоди имав колеги со кои што суетите големи беа суетите, нервози, зошто така успеавте тоа да на два пати скоро ќе се отвореше кардиохирургијата со одредена група на колеги, драги мои, во тоа време најпрвен кога бев директор на клиниката за торакална и васкуларна хирургија со доктор Славевски, доктор Граматниковски, доктор Цветановски, не успеавме, бевме на чекор до тоа, за да потоа јас се иселил би потоа со оглед на тоа што се создадоа услови во смисол да се убеди државата, да се убеди народот каква е таа потреба, нели, од токму од таа субспецијалност која што беше од стратешко значење, во даден момент владата непосредно околу пред 9 години, нели, покажа слух и ни овозможи, како што гледате на сликите, да отвориме кардиохирургија, за да потоа, да. Убаво тука јас ја замолам режијата веќе бргот од минутите, навистина имаме многу се исприкажаме, но тука имавте една хибридна амбуланта што донесовте. Тоа е салата, тоа е сега на крајот, тоа е лани хибридна сала, да. Навистина тоа е за респект. Обезбедивте $2 милиона од Светска банка грант за кардиохирургија. За тоа што представува, еве, дај таксативно. Тоа е една многу модерна сала, ултрамодерна сала, која што ја нема секаде, исто меѓу првите во регионот ја имавме и која што овозможува и отворени и затворени операции, интервентни процедури, значи ви дава еден широк модерен спектар и најчесто на интервенции кои што може да бидат на некој начин да се големи, а да се one day surgery. Големи, да, а one day surgery. Без срце да може да функционира колку часот? А тоа е друго. Заедно со таа сала практично добивме и Центримак, тоа е апарат за вонтелесна срцево-белодробна поддршка. Знаете, тоа е апарат кој што може да одржува пациент кој што има слабост срцева и слабост белодробна до неколку месеци. Ме разбирате, додека се најде донор за срце или за бели дробови со одветен. Професоре, јас сакам со оглед дека имам со вас 2 емисии да направам. Јас навистина неколку пати си земав за право, ве застапував во моите емисии, барав слушно мислење, поддршка ваша, што заслужите во секој случај. Вие сте вистинскиот кормирал во секој случај на кардиохирургија, вие сте основачот, вие сте таткото на кардиохирургија и основањето на клиника, и ја верувам дека политичкиот амбиент треба да има слух во секој случај, да вистинските луѓе ги постават во тој момент беше создадена база, знаете, она како услови причини за Првата светска војна и непосредниот повод за Првата светска војна. Причините и условите ги создававме со години, за да во даден момент таа актуелна влада има слух да го ние реализираме тоа, а потоа се разбира сами да го воздигнеме на едно незавидно ниво. Верувам дека професор доктор Христијан Мицковски е човек кој навистина има визија и верувам дека ќе го врати на дигнитетот, достоинството на сите граѓани Македонија и сите
интелектуални потенции кои се во смисло добри професори кои заслужуваат внимание, нам не ни треба да експортираме, луѓе да импортираме, да увезуваме. Така. Кардиохирурзи кога имаме експерт, со мене седите Тоа важи за 50 минути, сакам да кажам дека 9 трансплантации, тоа е бројка. Добро, тоа важи за сите експерти во земјата, кои што не Апсолутно, треба да ги апсолутно, губиме апсолутно. и апсолутна надеж имаме. И вие и јас сме апсолутни неизлечиви патриоти, што се вели, нели? За доброто мислиме за оваа држава Македонија. Да, и апсолутна надеж имаме во премиерот кој што е и професор и академец, Педагог, педагог и кој што сигурно има сенс за сите овие работи за кои што ги зборувате. Со оглед дека сакам да ја прашам во една минута, сакам вторијата номера да ја пуштам и да одјавам емисијата. Реков со вас може би 10 емисии. Непресушен извор сте за убав дискурс и се тоа. Ви благодарам, да. Да, во секој случај што ми дојде како наум, ми останува, дали го гледате наскоро појавањето на клиничкиот центар, што навистина Македонија заслужува еден стабилен и достоинствен клинички центар? Македонија навистина заслужува стабилен, достоинствен клинички центар. Јас верувам дека актуелната гарнитура има план и концепт, имаше повеќе планови. Постоеше план да биде на истото место, да биде околу војната болница, тоест болницата 8 септември, да биде некаде во Ѓорче Петров, без разлика каде ќе биде, нели? Потребно е да се оствари тоа, да се има концепт, да се има визија, да се изработи. Јас верувам. Јас верувам, да. Професоре, ова е ваша камера. Сакам да се обратите на јавноста, што би испорачал? Што би испорачал? Па би кажал дека треба да се вратиме кон љубовта, кон алтруизмот, кон почитувањето на интелектуализмот, кон почитувањето на постарите, кон почитувањето на вистинските вредности, да надминеме сите, вклучувајќи се и себе, нели, некои пониски страсти во наводници, нели, и да конечно оваа мала земја зачекори по еден вистински пат во што сме на вистина уверени и вие и јас како непоправливи патриоти дека ќе се изреализира, особено сега со актуелна гарнитура се надевам. Јас им благодарам што бевте мој соговорник во 16 августовско вече. Посакам добро здравје најмногу, па ми вашето семејство. Исто така. И сакам што поскоро да слушам убавата вест. Ви благодарам. Тоа е да го се вратите на местото кај што заслужувате. Тоа е ставот и волјата на народот, верувајте ми. Добро, тоа не зависи од мене, не зависи од... Ја мислам дека треба да верувам дека господинот Мицковски веќе треба го дефинирал тоа. Оти луѓе сме ние што за жал ја немаме таа емоција, таа љубов меѓу нас, имаме многу генератори на негативна енергија, но ги молам нека малце кренат ручна и нека им дам простор на вистинските вредности. Така, сите грешиме и треба да ги поправиме грешките и да учиме од нив. Одиме со втората номера, тоа е ваш избор. Почитувани и благодарам многу што бевте со нас. Еве, се одевуваме се на прекрасна